Здраво, драги родители! Се радувам повторно еве што сум со вас. Овај пат тоа ќе биде преку едни кратки видеа, како потсетување за се она кое што досега го работевме како свесно родителство. Свесни сме денеска што значи да се родителствува, дека навистина родителствувањето со децата е голем предизвик, особено денеска во овој постпандемиски свет. Кога родителите несвесно родителствуваат, кога родителите лошо родителствуваат, особено и најчесто тоа се случува кога ние сакаме како родители постојано да ги отстрануваме пречките, предизвиците кои што му се случуваат на децата, кои што им се појавуваат на децата во текот на нивниот живот, наместо да ги оставиме нашите деца тие сами тоа да го прават. Меѓутоа, кога вака ние родителствуваме и постапуваме, всушност ние влегуваме во една форма на хиперинволвирање во светот на нашите деца, во животот, во нивниот живот, односно тоа значи едно преголемо мешање во животот на нашите деца. И на тој начин ние несвесно всушност му ја одземаме моќта на нашите деца, со што му ја одземаме храброста на нашите деца да си бидат едноставно, да си бидат во својата автентичност, да си бидат во својата суштина, во својата значајност. И тоа го правиме ние во суштина тогаш кога сакаме едноставно се да правиме наместо нив, во суштина ние да се осигураме дека сите нивни потреби ќе ги задоволиме уште пред самите деца да бидат свесни што е она што тие дека такви нешта треба тие самите да ги прават. И такви потреби дека треба да сами тие да ги задоволуваат во смисла како нивни обврски. Тоа да го прават. И со ова, кога така постапуваме ние како родители, значи тоа го правиме несвесно, најчесто ние ги повредуваме чувствата на нашите деца, ги повредуваме способностите на нашите деца, ги инвалидизираме несвесно и не им дозволуваме на нашите деца да можат тие да се развиваат во една правилна насока во смисла на тоа. Не им дозволуваме да можат да стапат лично и директно во контакт со своите чувства, самите да разберат што е она што тие го чувствуваат кога ќе се појават одредени предизвици во нивниот живот, кога ќе се појават со одредени пречки, па зошто се појавиле такви чувства, кои се причините заради кои така зошто се чувствуваат, како да се справат со нив, значи како тие да ги процесираат нив и да можат да бидат способни понатаму да развиваат соодветни вештини за нивно надминување. Значи, нив му е потребни ми се тие вештини за да можат да решаваат одредени конфликтни ситуации во нивниот живот и преку тие вештини да можат тие да си составаат, да си градат свој собствен идентитет, кој што ќе биде различен и ќе биде независен од идентитетот на нивните родители. Иако родителите најчесто овде, кога тоа го прават, се бранат дека имаат најдобри идеи, најдобри намери, тргнуваат со своите најдобри намери, всушност родителите не се свесни дека на таков начин тие воспитуваат деца кои што ќе се плашат постојано во својот живот да превземаат ризици, кои што ќе бидат деца кои што ќе се плашат да побараат помош кога ќе имаат тешкоти во својот живот, деца кои што ќе имаат голема самонедоверба, деца кои што не можат да бидат самозајакнати во својот живот, ќе немаат чувство на самозајакнување, деца кои што не ќе можат самостојно да функционираат во својот живот и ќе имаат голем недостаток од креативност во својот живот. Меѓутоа, значи преку овие добронамерни идеи од страна на родителите можеме да видиме дека всушност се создаваат ни негативни ефекти, ни негативни последици
врз развојот на децата. Значи не се битни нашите добронамерни идеи или намери, туку многу е битно да обрнеме внимание какви се ефектите и последиците кои што ги создаваме од тие наши добри намери, од тие наши идеи кои што им ги даваме на нашите деца, кои што во смисла на тоа кога се однесуваме со преголема заштита спрема нив, во смисла кога ние имаме една преголема контрола врз нашите деца, постојано ги надгледуваме и тогаш кога треба и кога не треба. И наместо ние да им дозволиме на нашите деца тие да си земат одговорност за својот собствен живот. Сега кога велиме да си земат одговорност за својот собствен живот, тоа значи да направиме еден баланс помеѓу обврските кои што им ги даваме на нашите деца со соодветната возраст на нашето дете, значи со соодветниот стадиум на развој на нашето дете. Што значи тоа? Тоа значи дека, например, нема ние да му дадеме некоја задача на нашето дете која што нема да биде соодветна на неговата возраст и која што нема да може да ја исполни. Например, да му речеме да оди во продавница, да купи нешто, да земи нешто кое што се наоѓа некаде далеку каде што не може детето да отиде, или пак нешто дома да направи за кое што не е детето способно, значи таа обврска да ја направи, затоа што целта овде е детето да се чувствува дека е гордо, дека може самостојно нештото да го направи, без да бара помош од некој друг, значи самостојно, индивидуално. И да може детето само да се чувствува среќно од направената обврска која што сме му ја дале ние во тој момент. Значи, на таков начин ние му овозможуваме на нашите деца да можат да си градат, да си вештини кои што се во насока на создавање на поголема самостојност од нивна страна. И на тој начин, значи, ние му како родители во таа насока постојано треба да ги охрабруваме нашите деца во насока на градење на чувство на самодоверба и во градење на чувство на самозајакнување. Драги мои, тоа би било се за ова видео. И да не заборавам да ве потсетам дека на 25.10.2022 година имам бесплатно предавање на тема свесно родителство во хотел Кристал Палас со почеток во 18 часот, значи на 25 октомври наредниот месец со почеток во 18 часот ве повикувам, ве поканувам сите да дојдете, ви ветувам навистина едно прекрасно дружење со мене. Чао, се гледаме.